Почитувани представници на медиумите, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта Ејо Простеми, почитуван заменик министер за транспорт и врски, почитувани представници на изведувачите и надзорниот орган. Како влада веќе покажавме на терен дека сме силно посветени и фокусирани на модернизација на европските коридори, на економскиот раст и развој на нашата земја и на регионалното поврзување заради одржување на економските релации со сите наши соседи. Пред известен период со директорот на јавното предпријатие за државни патишта и заменик министерот бевме овде на ова место каде што најавивме силна градежна офанзива и активност за изградба на оваа автопатска делница Скопје-Блаце во првата фаза. Денеска извршивме и увид во градежните работи. Се наоѓаме на првата фаза од изградбата на овој значаен автопат, а во моментот имаме градежни работи, асфалтерски работи кои што се одвиваат со одлична динамика. Дополнително се работи на ископи, канали, бетонирање на други објекти долж самата траса. Временските услови се добри, што ни дават оптимизам дека работите ќе продолжат да се одвиваат засилено и во текот на наредниот период. Генерално имаме реализација на оваа делница околу 48% и тоа не охрабрува дека после целосно завршената експроприација која што е комплетирана во моментот ќе продолжи активно со работа целата оваа делница. Вредноста само на оваа делница изнесува 14,2 милиони евра. Во однос на втората делница од Блаце до Клучка Стенковец во должина од околу 10,5 километри, би сакал да напоменам дека идејните проекти се завршени, студиите за животна средина се при крај и средината на наредна година ќе биде распишена тендерска постапка за изградба и на оваа втора делница. Оваа втора фаза ќе се финансира со заем од ЕБОР и инвестициски грант од ВБАФ. Предвидената вредност на оваа делница ќе изнесува околу 120 милиони евра. Веќе споменав дека нашата намера да изградиме модерно автопатско решение по сите меѓународни стандарди, безбеден за сообраќај со посебен инпут на подобрување на економските врски со Косово и зголемување на билатералната стокова и економска размена. Косово е наш значаен трговски партнер. Минатата година бележиме зголемување од преку 30% на вкупната трговија, така што имаме изградбата на ова автопатско решение ќе даде дополнителен инпут во зголемување на трговските релации помеѓу двете земји. Исто така, ова делница е дел од рутата 6 од европските транспортни коридори и е многу важна за проширување на европските патни транспортни мрежи кон Западен Балкан. Уште една работа која што сакам да истакнам е дека капиталните инвестиции во ресорот транспорт се одвиваат со добра динамика и очекувам дека до крајот на годината ќе имаме одлична реализација. И следната година ќе имаме големи инвестиции во инфраструктурни проекти преку ресорот транспорт, секако и преку јавното предпријатие за државни патишта. Ќе работиме исто така и на нови проекти за водоснабдување, а продолжуваме и со реконструкција на локалните улици и патишта низ општините, низ целата наша земја. Железницата и гасификацијата исто така остануваат наши приоритети. Модернизацијата на патната мрежа преку јавното предпријатие за државни патишта исто така останува во примарен фокус на владата, така што и следната година продолжуваме со силен инвестициски циклус во изградбата на капиталните проекти. Ви благодарам. Почитуван министр за транспорт и врски господин Вишварски, почитуван заменик министр за транспорт и врски господин Реджепи, почитувани медиуми, почитувани присутни. Автопатот Скопје-Блаце заради неговата исклучителна важност постојано е сфера на интерес на поширока јавност. Токму затоа денеска заедно со министрот за транспорт и врски и со заменик министр за транспорт и врски ние вршиме увид на градежните работни задачи кои се одвиваат со забрзано темпо. Во моментот како што видите се асфалтира, односно се извршуваат асфалтерските работи на кружен тек 1, рампа 1 во должина од околу 400 до 450 метри. Од изведувачот на работите Граднит и од надзорот ГИМ бевме информирани дека до сега 48% имаме прогрес на работите на ова делница. Се додека временските услови
го дозволува тоа, натака и понатаму ние ќе работиме интензивно. Почитувани, како што знаете, делницата Скопје-Блаце е поделена на две поделници. Првата делница е од граничниот премин Блаце до село Блаце од 1,9 км, која се инвестира од буџетот на јавното предпријатие, која изнесува 14,2 милиони евра, а втората делница е од село Блаце до Лучка Стенковец. Сакам да информирам дека до сега идејниот проект е готов. Овие денови го очекуваме и студијата за животна средина, која што одма ќе ја доставиме до Европска банка. Очекуваме во првиот квартал на 2022 година да го имаме и основниот проект и инфраструктурните проекти и да ги почнеме сите процедури за избор на изведувач за втората делница. Скопје-Блаце е важен проект за поврзување на Република Северна Македонија со Република Косово и со останатите земји на регионот. Овој проект од особено значење пред се заради подобрување на економските врски со Косово, кој е наш значаен трговски партнер, а изградбата на автопатската делница ќе даде дополнителен импулс за зголемување на трговските релации. Ви благодарам. Индруар министри транспортите Лидијеве Зотри Бешварски, индруар завенц министри транспортит Зотри Беким Реджепи, тандруар профајцувоста медиумеве. Дуге пасор параси се кјо автострад, шку Блац, është një prej autostradave shumë të rëndësishme për lidhjen tonë me Republikën e Kosovës, që është një prej vendeve me lëvishmëri shumë të madhe. Ne për atë arsye jemi edhe këtu së bashku me Ministrin e Transporteve dhe zëvendës Ministrin e Transporteve të shoqërojmë se si shkojnë realizimi i punimeve në këtë pjesë të autostradës. Edhe ju vetë jeni të këtu dëshmitar se tani më kemi filluar me pjesën e asfaltimit të 400 deri 450 metrave të kësaj pjese të autostradës dhe këtu punohet me një intensitet të plot në tërë trasën për 1,9 kilometrave. Dhe kjo pjesë presim që me kapacitetet të shtuara derisa të mbaje koha e mirë edhe të vazhdojnë punimet, që shpresojmë se nga mesi i vitit të ardhshëm të kemi edhe të mbaruar këtë pjesë të autostradës. Kur jemi këtu duhet të potencoj edhe atë se kjo pjesë autostradës është ndarë në dy pjesë, pjesa e parë që është 1,9 kilometra prej pjesës kufitare Blaz deri në fshatin Blaz dhe pjesa e tjetër prej fshatit Blaz deri tek Nija e Stenkovecit. Te pjesa tjetër veç më projekti ideor është e kemi të gatshëm, gjithashtu e presim edhe këto ditë edhe studimin për pjesën ekologjike dhe kur ta kemi studimin e pjesës ekologjike në bazë të regulativave të Bankës Evropiane për zhvillim dhe rekonstruim, fillojnë edhe procedurat të më të tjeshme e cila presim që në 3 mujorshin e parë të kemi projektin detal dhe projektin infrastrukturor për të zgjedh edhe realizuesin e punimeve për pjesën 10,5 kilometrave. Dhe jemi duke punuar në intensitet të shtuar edhe në këtë pjesë ku realizohen punimet, po edhe në pjesën tjetër të projektimeve dhe të zgjedhjes së realizuesit të pjesës tjetër për 10,5 kilometra. Ju falenderit.